Порано, лицата со посебни потреби често пати беа дискриминирани уште од самото раѓање. Кога се родив, лекарот и ја објаснил мојата состојба на мајка ми со овие зборови. Вашиот син е џудже, како што гледате во циркус. Со таа една реченица тој ја изложи целата моја иднина. Но за среќа времињата се сменија. Вудбурн, диагностициран со џуџес раст, оствари успешна актерска кариера, појавувајќи се во повеќе од 30 филмови и остварувајќи над 150 телевизиски настапи, вклучувајќи и популарната ТВ серија Сайнфелд. Неговиот успех е одраз на АДА, актот за американците со попреченост. The ADA stands for the Americans with Disabilities Act. АДА е закон за граѓанските права. Нашата држава има богата историја на граѓански права, но лицата со инвалидитет не беа опфатени заедно со другите маргинализирани групи. Подпишан од страна на председателот Џорџ Буш во 1990 година, овој закон обезбеди заштита од дискриминација на милиони американци во училиште, на работа и на сите јавни и приватни места. Тоа на милиони луѓе им го подобри пристапот и квалитетот на живот. Мислам дека една од најважните работи што ги направи овој акт е што го изедначи полето за игра за сите. Но што се однесува до вработувањето на лица со посебни потреби, ГОС признава дека бројот останува мал. Во 2019 година помалку од 20% од возрастните со попреченост имаа работа според Бирото за статистика на труд на САД. Тоа е една од причините зошто е потребно повеќе лобирање, вели Вудбурн. Се заложив во мојата индустрија да ги променам гледиштата за вработување на актери со попреченост, затоа што системот на верување кај децата е не можеш да бидеш тоа што не можеш да го видиш. Но многу од одредбите на законот го подобрија животот, па дури беа корисни и за лицата без попреченост. Например, рампите и тротоарите, дизајнирани за движење на инвалидски колички, им помагаат и на другите. Откако се поставени, се повеќе мајки ги шетаат своите бебиња во колички и лицата кои вршат испорака ги користат. И текстуалните пораки произлегуваат од технологијата која во прв план требаше да им помогне на лицата со оштетен слух. Ние тоа го должиме на заедницата со оштетен слух. И како што светот стана подостапен, вели Вудбурн, во општеството има се повеќе луѓе со посебни потреби што помагаат против дискриминацијата. Додека АДА слави 30 години на унапредување на животот на милиони американци, Вудбурн вели дека има уште простор за подобрување. Мора да бидеме вклучени на секој чекор од патот. Се надевам дека секој што ќе дискутира за диверзитет или за инклузија, како застапник или како корпоративен лидер, секогаш ќе ја вклучи попреченоста, без оглед колку тоа прави да се чувствуваат непријатно.